присуствуваа голем број граѓани од Жилче, од Ратаe, Серичино, Шемшово и од други населени места во поселието. Градоначалниците на општините Јегуновци и Вратница, Филко Блажевски и Славко Стојчевски, представници од одделни министерства, началникот на подрачната организациона единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, магистер по земјоделски науки Јован Дамјановски. Представници од одделни предпријатија од Јегуновце, Скопје, Тетово и од други места. Свечениот народен собир во Жилче го отвори поранешниот председател на местната заедница и председател на иницијативниот одбор за изградба на споменатиот комунален објект Мирко Јовановски. За улогата и значењето на комуналниот објект, чија изградба денеска доби во интензитет, на пригодната свеченост зборуваше председателот на местната заедница во Жилче Мирко Столески, кој меѓу другото рече: Се чувствувам посебно среќен и почестен што сте овде да заедно со нас на овој ден му дадеме посебен белег, а тој белег е отпочнување на изградба на фекална канализација во село Жилче. Најпрвим ќе изнесам неколку реченици за село Жилче. Жилче е село сместено во средиштето на северниот дел на плодородната Полошка котлина. Селото датира од 17 век, а името Жилче е деминутив од жила. Денеска Жилче брои 170 домаќинства и близу 800 жители. Луѓето претежно се вработени во Тетекс и Јувокром, а значителен дел се занимаваат со полјоделство и сточарство. Постојат добри комуникацијски врски и патен и железниčki сообраќај со енергетските центри Тетово и Скопје. Изградбата на овој проект ќе се изведува етапно во зависност од приливот на средствата. За отпочнување на градба на овој објект средства се добиени од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина. А за побрза реализација на проектот, со средствата од самодопринос ќе учествува и населението на местната заедница Жилче. За реализација на проектот е ангажиран изведувач Градежно-занатската задруга Новоградба Скопје. Потоа на Народниот собир во Жилче зборуваше и градоначалникот на општина Јегуновце Филко Блажевски. Обраќајќи им се на присутните, Блажевски рече: Нашите заложби за урбанизирање на населените места, како и за изградба на комунални објекти во нашата општина почнуваат скромно. Работиме околу подготовка на одредени проекти. Работиме програма за обезбедување на вода за пиење за сите населени места во општината. Реализираме дел на програма за одржување на локалната патна мрежа и изградба на дел на улици во населените места. Во фаза сме на завршување со обезбедувањето на добри телефонски врски за сите населени места во општината. Правиме напори и за обезбедување на уличното осветление да се доведе во исправна состојба. Покрај започнатите работи, еве денеска почнува со градба и еден значаен комунален објект кој што е од витално значење за населението во место Жилче. Поради ова, посакувам работите кои денес ќе ги започнеме. Со заедничко наше залагање да успееме во што пократок рок да ги завршиме и воедно се собереме на еден ваков собир и го предадеме објектот во употреба. Потоа градоначалникот на општина Јегуновце Филко Блажевски символично ја вгради првата канализациона цевка. Овој комунален објект етапно ќе се гради со здружени средства од место население и од Агенцијата за развој на недоволно развиените подрачја во Република Македонија. И со него во голема мерка ќе се придонесе за целосно реализирање на програмата Тетово од запад и со Шемшово, Серичино, Скопје и светот од источната страна. Повеќето од куќите се реновирани или целосно обновени, а се градат и нови куќи кај старите вековни родни огништа. Убаво е да се живее во Жилче, ни рече меѓу другото председателот на местната заедница Мирко Столески, кој со сите сили настојува да ги точи во дело започнатите и нови иницијативи околу подобрувањето на условите за живење во ова стародревна долнополошка населба. Во прилог на таквата оценка Столески ни изнесе и низа конкретни податоци.
А дека сето тоа е така, се увери непосредно и наша телевизиска екипа која денеска престојуваше во Жилче и присуствуваше на свеченоста. Почитувани гости, драги сограѓани, дами и господа, ве повикавме денеска во нашето село Жилче да присуствувате на свеченост по повод со отпочнување на работа за изградба на фекална канализација. Воедно ќе биде поставена и првата канализациона цевка. Го повикувам господинот Мирко Столевски, председател на Советот на местната заедница при село Жилче, да се обрати на присутните. Почитувани гости, почитувани граѓани на село Жилче, се чувствувам посреќен и почестен што сте овде да заедно со нас на овој ден му дадеме посебен белег, а тој белег е отпочнување на изградба на фекална канализација во село Жилче. Најпрвим ќе изнесам неколку реченици за село Жилче. Жилче е село сместено во средиштето на северниот дел на плодородната Полошка котлина. Селото датира од 17 век, а името Жилче е дименитив од жила. Денеска Жилче брои 170 домаќинства и близу 800 жители. Луѓето претежно се вработени во Тетекс и Јувохром, а значителен дел се занимаваат со полјоделство и сточарство. Постојат добри комуникацијски врски и патен и железнички сообраќај со енергетските центри Тетово и Скопје. За да Жилче стане привлечно место за живеење, местното население по иницијатива на местните одбори со самодопринес и физички ангажман преземало за реализација на одредени проекти. Како плод на тој ангажман се водоводот изграден во 1973 година, телефонската мрежа, неколку асфалтирани улици, уредено и оградено фудбалско игралиште, реновирана црква, адаптирана просторија за културно забавен живот, тампонирани улици, средување на централниот дел од селото. Во наредниот период се зафачаме со фекалната канализација која денес почнува да се изведува. За проектот фекална канализација покрената иницијатива од Советот на местната заедница уште во 1986 година, а во 1987 година Собирот на граѓани носи одлука за почеток на самодопринес за изградба на канализација. За реализација на оваа замисла беше изготвен главен проект од страна на фирмата Салонит Скопје, која е представувана од директорот Димче Тодоровски, кој воедно е и наш сограѓанин. Изградбата на овој проект ќе се изведува етапно во зависност од приливот на средствата. За отпочнување на градба на овој објект, средства се добиени од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина. А за побрза реализација на проектот, со средствата од самодопринос, ќе осетува населението на местната заедница Жилче. За реализација на проектот е ангажиран изведувач Градежно-занатската задруга Новоградба Скопје. Што ќе значи оваа канализација за местното население од нашето убаво село Жилче? Ќе значи почиста животна средина, смалување на материјалните трошоци, спречување на миграцијата, со една реченица, воведување во современ тренд на живеење. Основна екзистенција на жителите во Жилче, како и во повеќето други полошки села, е земјоделството. Меѓутоа, поради низа нерешени прашања во областа на земјоделството и сточарството, некои од жителите на Жилче екзистенцијата ја побарале и нашле со вработување во земјоделско-индустријскиот комбинат Тетово, во акционерските друштва Југохром и Тетекс, во здравството и во мноштво други сфери. Од Жилче произлегува повеќе способни стручни кадри, меѓу кои има и на раководни или чувствителни места, како во областа на земјоделството, индустријата, градежништвото, информативната дејност, исто така и во областа на правосудните и други органи. Почитувани гости, дами и господа, ми причинува чест и задоволство што можам од името на Советот на општина Јегуновци да ги поздравам присутните гости на овој свечен чин за отпочнување канализационата мрежа во Жилче. Нашите заложби за урбанизирање на населените места, како и за изградба на потребни
комунални објекти во нашата општина почнуваат скромно. Работиме околу подготовка на одредени проекти. Работиме програма за обезбедување на вода за пиење за сите населени места во општината. Реализиравме дел на програма за одржување на локалната патна мрежа и изградба на дел на улици во населените места. Во фаза сме на завршување со обезбедувањето на добри телефонски врски за сите населени места во општината. Правиме напори и за обезбедување на уличното осветление да се доведе во исправна состојба. Покрај започнатите работи, еве денеска почнува со града и еден значаен комунален објект кој што е од витално значење за населението во населено место Жилче. Поради ова, посакувам работите кои денеска ќе ги започнеме. Со заедничко наше залагање да успееме во што пократок рок да ги завршиме и воедно се собереме на еден ваков собир и го предадеме објектот во употреба. Такво беше Жилче денеска на 3 декември на врнежливото и студеникаво време. Поубаво ќе биде утре и во наредниот период, кога повеќето од големиот број иницијативи на граѓаните успешно ќе бидат преточени во дело. Стотените граѓани од Жилче се цврсто определени да ги реализираат дел од пројавените иницијативи и во есенскиот и зимскиот период, кога интензитетот на полски работи е сведен на минимум. Во рамките на таквите настојувања беше и денешниот народен собир, да проследиме делови од него. Делото на вредните раце на овој православен македонски народ преку окропувањето со света вода во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Нека е честито и благословено.